Зоран Заев и картелот околу него тонат во криминал, а народот кој едва и преживува веќе не сака да ги види. Колку повеќе Заев го губи тлото под нозете, толку повеќе расне притисокот врз институциите и нивната злоупотреба од страна на власта за политички притисок со кој што би сакале да ја замолкнат опозицијата. Господа од власта, прочитани сте. Теророт, политичкиот прогон и живувањето нема да ви бидат заборавени. Секоја злоупотреба ќе биде преиспитана. И таа на нарачателите, и таа на сценаристите, и таа на извршителите. Апсењето и притворањето на Димитар Димовски и Дејан Митевски е акт на страв на СДСМ во очи на се помалата поддршка која имаат кај граѓаните. Јавното обвинителство на Зоран Заев и судството вчера не постапија по основа на закон, туку политички и по наредба. На аболицираниот Заев му требаше театар за да се сврти вниманието од корупцијата и неработењето на кои посочија и неговите соработници кои решија да се повлечат од криминалното владење и колку толку да си го сочуваат својот образ. Почитувани, доколку имаше било каков криминал за кој требало да одговараат Димовски, Митевски и останатите, кои вчера во раните утриски часови по политичка нарачка беа собрани од своите домови, криминалната власт на Заев немаше да чека да поминат дури 3 години, за да покрене било каков случај. Доколку имаше било какви административни пропусти, ке имаше поднесоци до управниот суд и ке следуваше соодветна одлука. Вистината е дека нема ниту направен криминал, ниту некој прибавил противправна имотна корист. Вистината е дека не постои никаква основа за кривичен прогон, а уште помалку за одредување на притвор. Ниту постои опасност за повторување на делото, ниту постои опасност од бегство, ниту пак постои можност за влијание врз сведоци. Зарем има подобар доказ од фактот што Димовски сам ја вратил собствената времена патна исправа, а Јанакиевски веќе се наоѓаше во куќен притвор. Почитувани, јасно е како бел ден дека притворот беше политички определен за да се задоволи барањето на политичкото обвинителство кое секојдневно покажува дека е тука за да замижува и да ги заштитува криминалите на Заев, задоволувајќи ги при тоа неговите нарачки. Затоа ВМРО-ДПМН апелира апелацијскиот суд најсериозно да ги разгледа аргументираните жалби на политичката одлука, да се охрабри и да се ослободи од политичките притисоци и да донесе одлука согласно закон со која ќе ја отврли одлуката на првостепениот суд и ќе ја укине мерката притвор или ќе донесе некоја поблага мерка. Ви благодарам на вниманието.